15! Тука ли е учителът? Кој го барамо? Ме прати Скендербек. Сте дужили некои флаши? Момент, само да проверам, бидите така. Скендербек. Шо бара? За кауција нешто. Кажи му, не сум тука. Јас се извинувам, али учителот е во Солу на семинар. На тема светот како поле за надпревар. Па видите, на овој семинар со своји излагања ќе земат учество просветни работници од повеќе европски земји, а присутните се очекува да ги поздрави и семинарот да го прогласи за отворен министерот за култура и образование на Република Грција, господинот Задигис. Меѓу другото, на овој семинар ќе се додали и големото признание учител иноватор, што се доделува за револуционерниот креативен период меѓу два семинара. Добро бе. Кој взимал пијачка? Ти взимаше? Не бе. Ти взимаше? Ти си взимал? Јас взимав. Зашто? Баба ми правеше бакет. Добро бе, до кога ќе взимате пијачки на моје име по пилјари бе? До кога ќе се вадите на мене бе? До кога ќе ми припишувате све мене бе? Земете си чоколадце. А учителот е долго добри? Но ти е батка хит у Америка. Чоколадо со семки од цреши. Гледаш и американци бе шо прават. Ништо не оставаат фира. А ние од цела цреша едва еден топ направивме. Осте тоа, шо направите со материјали бе што ги пратив по четиве, тоа разгледавте ли? Абе ги разгледаме, ама многу скапи аранжмани ми учителе. Стварно, кај може бе оваа со една комитска плата, само ја жената не работи и со две деца би сам нема шанси. Башка умре комунизмот више. Нема ка порано сигурна плата на први. Сега сме на процент од восстание. А задни 2-3 месеца, ама едно восстание не маш. Браќа, и вие многу се занесуете, ви кажам. Јеби га, аранжманите за нова година идат дупло. Агенциите нудат пансионска цена за полупансион. А ако земе рецимо два полупансиона и еден пансион? Абе ти можеш да уплатиш, али може да ја утнеш вечерата од едниот полупансион, а после не можеш да ја пребациш од другиот полупансион. И автоматски џабе ти се трите оброка од пансионот. Што значи, од два полупансиона и еден пансион добиеш 3 полупансиона, бе, брат. Не, ја мислев, пошто кидам со децата и уместо два полупансиона и еден пансион, пошто оваквото едниот станува порано и тие два полупансиона таман ќе ми дојдеа и битно беше уместо вечера да земам доруче. Никако! Че се заебиш, слушај што ти викам. За вечера дават кокошка у Орис. Па пише и за мене онда со вечера. Само кај ќе иде бе? Дели учителе ти имаше у грчка таверна? Абе имам ја у Кукуш, джез клуб. Се вика Свети Трипун.
Али не ќе да инсистирам да не речете овој сака да ќари нешто. А башка, вие сте клошари. А ја мора да се разлужам до заврша сметка. Што да правиш? Учителе, извинете што ве прекинувам. Има еден човек, веќе 2 сати чека, инсистира да се видите, не знам зашто е работава стварно. А нека влезе. Ајде ќе му кажем. Ајде, господине Повеляк. Слушайте, ваму комити вредни. Ја, ти и ти и ти и ти, шефе, да знаете и вие ќе направиме еден скеч што досега не е видено на овој свет. Ние сме ќе го направиме како што треба. Добре, дечки, добре, ајде. Ама Ајде, тој господине, скеч, ајде. тој скеч има да биде најдобар, да знаете, да запамтите за тој скеч. Добра е, дечки. Добра, ајде. Слушайте, а зашо да не покушаме по оваа агенција да дајаме нешто по-поволно, божи да компензација ќе има? А сакате да нападнеме некоја агенција? Со четиве. Оплячкаме тоа аранжманите. А ја имам израчунато дека додека да дознаат дека сме ја нападнале и додека се освестат, ќе помина тачно 14 дена. А тоа покрива и нова година и одмор. 14 дена, бе. Кој ти ги дава? Пуна капа. Слушај, шо се заебаваме, бе? Дај си отиме у Марко Поло. Виж какви аранжмани таму има за нова година. Сакаш Анталија, Турција. Сакаш Грција. Сакаш Будимпешта. Сакаш Бугарија. Абе, башка, знаеш колку е ефтино е? Одлично. Извините, дај бе да видиме вести, денеска ве сликава со четата, може ќе дадат нешто. А сега предлагам да ги чуеме најновите вести со 99 и 102,4% точност. Ја као мал јебига, многу ми се правеше кејф да имам пиштол, али и тогаш тешко време беше јебига, без парица беше. Арно, ама еве сега дојде време да можем да си приуштам и ја некои околности овакво. И шо да ви кажем друго сега, нема мислам тоа е углавном, нали? Јебига. И ја, уште од мал, сакам да ви кажам дека не пијам нафта. Ја ве молам да не се правите мутави сите и дај да кажеме нешто конкретно за овие проблеми околу оружјето. Дојдоте ли на моето? Јако алафе, ви утавано гледате горе. Сега, че гледате надолу со главите у подрумот и че ја брка некој муата че му брче над глава, ја че ве молам за ваа работа и министерот таки да се отфити, да видиме, да се направи ЕСАПот, колку се потрошени пари, колку се истрошени милион, 2-3 ли се, и остало му баба ми кажа, мене пази со кога имаш работа. Јас сам и други патишта бил сведок на вакви слични измислици што са и без аргументација, мислам дека не треба да прифатеме било што без звучна, тонска и видео документација. Абе, ја имам бе слики бе од сите, да види ги овде, кај сме, види ги. Е, му ги дам бе на човек, а? Да му ги дам? Зашто бе он дека си тупи глава? Бе. Дај ја вамо да видам кој ми е прв на списокот да видам. Кој е засегнат со оваа проблематика може одма да ја напушти салата, затоа што нема. Еј, зашо ми правите овака јебига? Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците, македонците ке се борат со наше оружје. Слушај, ти ја реши ситуацијата, свака час да ти кажа. Сварно? А? Ме видели? Ова ли се вести бе? Абе ајде, доста си правите бајрам. Добро, дечки. Ја мислам
Доста беше. Ке се видиме заутре, пошто утре треба да поминам од кај Јане Сандански. Зашто? Идам на Аутопазар, имал ефтини фенови. Земам. Аба За жена. таткале, па требаше да иде бе дели у Битолак кај Валијата? Да бе. Како изуми вака? Треба да почнем да си запишам. Револуционер не е за ебанција. Да, не. Извинен си, бите. Хабен си една воца плин да ми дадете на заем. Треба да ми дадат гости од Израел. Неаме, не. Јало, извинен си. K15!